почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитувани присутни. Владата, Министерството за транспорт и врски, Јавното претпријатие за државни патишта и општините интензивно работат на реализација на голем број на капитални проекти. Денеска со директорот, со градоначалникот, со пратеникот одресен сме на увид на санација на слечиштето на патот на регионалниот пат од Макази до Маркова нога. Од она што не информираше и надзорот и изведувачите, значи имаме интензивна динамика на активности, согласно договорот кој што им е склучен, дури и понапред е работата во реализација на санација на ова слечиште, така да нашите очекувања се дека во наредниот период, во најбрз можен временски период ќе биде санирано ова слечиште со цел да се овој регионален пат да стигне до граничниот премин Маркова нога. Два моменти сакам да ги истакнам. Едниот момент е со ова што се решава за нас најклучното, тоа е безбедноста за граѓаните кои што го возат овој пат, кои што го движат овој пат, и на тој начин решаваме многу горливо прашање за овој преспански регион. И вториот момент е исто така доста битен, а тоа е што ќе се овозможи да отпочне со работа и граничниот премин кај Маркова нога. Во изминатиот период комуницирав и со Министерството за надворешни работи, кој што е во постојана комуникација со грчкото министерство, значи македонската влада и владата на Република Грција работат интензивно на активирање на граничниот премин Маркова нога. На тој начин сметаме дека уште повеќе ќе овозможиме да на овие граѓани кои што живеат во овој регион, во Преспанскиот регион и пошироко, да можат во наредниот период да го користат овој граничен премин Маркова нога. Сакам да потенцирам дека динамиката на активности, односно средствата се обезбедени од преку програмата за прекугранична соработка за изградба на тој граничен премин. И исто така согласно преговорите кои што ги води МНР и грчкото МНР, јасно е дека тие преговори очекуваме во најбрз временски период да завршат со цел да се направи побрзо и заживее овој граничен премин. Уште еднаш сакам да потенцирам, исклучително е важно за нас оваа санација да се направи ради безбедност на граѓаните. Ние интензивно продолжуваме во изградба на капиталните проекти, дали станува збор за централно ниво и локално ниво. Со директорот Китанов сме постојано, буквално секојдневно на терен. Одиме по сите активности без разлика дали станува збор во делот на патната инфраструктура, делот на изградба на водоводи, канализации, делот на гасификацијата, која што исто така има сериозно силна динамика. Така нашите очекувања се покрај здравствената криза со COVID-19 која што има. Сите проекти кои што во моментот се одвиваат со одлична динамика и така да реализацијата и на Министерството за транспорт и врски, но и на Јавното претпријатие за државни патишта што очекуваме на крај на година да бидат исклучително силни како што беа и ланската година, можеби и повеќе. Благодарам. Почитувани, добар ден. Денес сме во Преспанскиот регион. Овде минатата година решивме еден горчев проблем и долгогодишен проблем, тоа беше влезот од раскасницата па се до Ресен, комплетно рехабилитиран, реставриран, со нов асфалт и тој дел е надминат. Во меѓувреме се проектира обиколница на Ресен за главниот клучен проблем безбедноста на граѓаните од Ресен да се реши со проаѓањето на тешката механизација низ самиот град, а ова позади мене е слечишто што се појави 2018 година на Маркова нога, така кажано местноста, и тоаш веднаш беа повикани професори од Градежен факултет кои се занимаваат баш со оваа дејност. Беа направени целосни испитувања и излезе дека не е баш така безизлезно, туку дека се работи за слечиште од голем вид, така да кажам. И беше изработена проектна задача на Градежен факултет, после тоа следуваше детално проектирање, се заврши, се објави тендер за изведба и еве го позади нас се работи. Ова слечиште ќе биде поделено на неколку фази работата. Првата фаза е да се растерети и олесни целото земјиште позади нас, што значи треба да се растеретат 45.000 метри кубни од ова земјиште, а пак насип да се направи од 35.000 метри кубни. Потоа следува ќе се прават 162 бушотини колови за да се стави посебна плоча наменета за таа намена и после тоа следува подпорниот зид и како ќе се средуваат 4 берми позади нас што ќе ги има, за на крај да се направи едно пошумување, отревување и целото ова ем да биде безбедно, ем да биде убаво за сите корисници на овој дел од Преспанското езеро и туристи и мештани кои овде живеат.